Благодарение на Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев од општина Карпош, жителите, граѓаните на општината имаат многу убава можност во овие летни временски услови да уживаат во она што се вели фолклор и убава народна музика. Господинот Благоја Јовановски, директорот на ова културно-уметничко друштво, ќе ни кажете ли, господин Јовановски, што е ова вечера што овдека имаат можност гледачите, граѓаните на општина Карпош да видат и кој се е учесник во овој 32-ти поред фолклорен фестивал? Овака, значи, како што спомнавте, овие денови од 22 до 26 во градот Скопје и во Република Македонија се одржува 32-то издание на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал во организација на Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев, кој работи во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Новогодишното, значи, издание беа пријавени преку 27 фолклорни ансамбли од целиот свет, но со оглед на тоа што финансиската конструкција оваа година беше малку помала од претходните години, се определивме за 6 фолклорни ансамбли од странство и по неколку домашни фолклорни ансамбли од Република Македонија, секако и домајкин од Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев од Скопје. Значи, веќе втора фестивалска вечер. Вечерва на оваа вечер ќе имаме можност да проследиме 7 фолклорни ансамбли од Русија, од Полска, од Словачка, од Бугарија, Србија, 2 домашни ансамбли Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев и фолклорниот ансамбл од Свети Николе Овче Полец. Каква е досегашната соработка со општина Карпош и колку општината помага на вакви културно-уметнички друштва во реализацијата на сите оние замислени проекти? Па мислам дека досега имаме огромно разбирање од градоначалникот, благодарение на Стефче Јакимовски и претходните градоначалници. Значи, традиционално повеќе од 15 години огромна, значи, поддршка од општина Карпош и јас изразувам вечерва можност да се заблагодарам на сите оние кои ни помогнаа и во годишното организирање на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал